Почитувани присутни, по повод Светскиот ден на ромскиот јазик, 5 ноември, учениците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци подготвија пригодна програма со која ќе го обележиме овој значаен датум за ромскиот народ. Решивме нашата програма да ја изведеме овде во градската библиотека Феткин, која е дом на книгата и гнездо на културата. Овде се негува јазикот како основно изразно средство за искажување на мислите и чувствата. Иако се различни, сите јазици се всушност исти, затоа што ја отвараат човечката душа и се разбирливи за секого. Денес во светот живеат повеќе од 25 милиони роми, лоцирани во многу земји. Тие се карактеристично етничко малцинство, чија оригиналност потекнува од индискиот субконтинент пред повеќе од 1000 години. Ромскиот јазик има индоевропско потекло и има многу дијалекти, но корените на овој јазик потекнуваат од стариот пунјаби или хинди дијалект. Говорниот ромски јазик е различен, но сите дијалекти содржат некои заеднички зборови користени од сите роми. Не постои универзален пишуван ромски јазик, кој го користат сите роми. Сепак, кодификацијата на конструктивен и стандардизиран дијалект е во тековен процес од членовите на лингвистичката комисија на ИРУ. Ромскиот народ има своја култура и народно творештво и се бори за свое место под сонцето. Тој за себе има своја приказна која ја раскажува како аманет за идните генерации и се гордее со своите автотхони вредности. Не има ни цел свет, ресеани сме како ситна прашина низ целиот свет. Дел сме од секоја заедница и сме лојални граѓани на земјата во која што живеем. Ромите се најмиролюбивиот народ во светот и никогаш против никого не кренале пушка, односно никогаш не војувале, но се бореле во сите војни против непријателот од било која земја да доаѓа. Како една од најважните работи за нас ромите е ромското знаме и официјалната химна. Ромското знаме во долниот дел има зелена боја која ја символизира земјата, а горниот дел е обоен со сина боја која го символизира небото. Црвеното тркало во кое се наоѓа во средина на знамето ги представува патувањата и миграциите на ромите. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна Джелем, джелем, што значи одев, одев. Имаме официјален ромски јазик, романи джиба, како и официјално прифаќање на називот ром, што значи ромски, на ромски значи човек. На четвртиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено е 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година ќе се одбележува во целиот свет. Мојот народ е многу намачен, понижуван, омаловажуван и негиран. Но јас велам доста е. Јас сум личност која живее во слободна и демократска земја и имам можност да се образувам и да ги остварам моите амбиции. Ке учам напорно и ке стана достојна ќерка на својот народ. Современите млади луѓе од ромската популација се трудат од себе да направат силни и здрави личности, образовани и еманципирани, ослободени од наследните негативни традиции. Со тоа всушност се вклопуваат во општеството и ги надминуваат стереотипите што представуваат остаток од минатото. Јас сум Еркиза. Живеам во Кавадарци. Тоа е мојот роден град. Во него се родив, пораснав и станав девојка во најубавите години. Ова е период кога полека, но сигурно ја осознавам смислата на животот. На безбројни прашања добивам одговори, помалку или повеќе разбирливи за мене. Што е важно, а што не? Дали сум тргнала во вистинскиот правец? Дали постои нешто што ќе го спречи моите планови за еднината? Ме се чини дека нема такво нешто, но сепак постои.
Еве една вистина што ќе ја споделам со вас и се надевам дека ќе променам нешто со моето обраќање. Тоа е тажната вистина која постои кај мојот народ и се надевам дека ќе се промени. Со текот на образованието, додека ги градам своите знаења и стекнувам пријателства, наидувам на ситуации кога сум дискриминирана бидејќи сум ромка. Скоро сите знаеме дека ромите се препознаваат по тенот на кожата и по многу други слични стереотипи кои луѓето ги прифаќаат механички без да размислат за тоа. Каде била ромка за школа? Ке се омажи во втора година. Ова се неколку неискоренливи стереотипи кои предонесуваат за формирање на предрасуди. Јас со гордост, јасно и гласно се представувам и му објаснувам на секого дека сум горда што сум ромка и дека сакам сите да знаат и да ме перципираат како таква. Ја уведов реалноста во која се наоѓам како ромка и каква е ситуацијата на ромите во образованието. И самата на себе си дадов за цел да ја сменам сликата која останатите имаат за мојата заедница. Се надевам дека ќе успеам да го претворам сонот во реалност. Си зададов задача да го продолжам патот кон промена на сликата за ромската заедница и ќе работам на подобрување на статусот на сите роми. Образованието е светлина и топлина која е потребна за да се роди сознание за самодоверба и самопочит. Тоа е како семокно сонце кое што ја топли и разбуди ромската душа и ќе ја поттикне кон емансипацијата на својата личност, а со тоа напредок на целиот ромски народ. Јас сум современа девојка и моите амбиции ги надминуваат тие закоравени и традиционални обичаи. Мојот поглед на свет е поинаков. Јас сакам да се школувам и тоа не само до средно образование, туку сакам да завршам и факултет. Моја желба е да ја креирам и истакнам мојата личност и да го остварам својот сон. Сакам да сум самостојна во моите одлуки и заеднички да решаваме за нашата иднина. Јас сум горда на моето потекло и со мојот личен пример ќе му докажам на светот дека ромската девојка е вредна за почит и достојна за сите човекови права. Песната пренесува најсилна порака и најмногу допира до сите сетила, а при тоа иницира силни чувства на гордост, радост или тага. Ромскиот народ е познат по својата музика и игра со која го воодушевува целиот свет. Во песните пеат за своите маки и страдања, но и за своите радости и секојдневности. Се верува дека денешните јазици потекнуваат од еден првобитен јазик, така наречен мајчин јазик, на кој зборувале сите луѓе, а подоцна се развиле во стотици варијанти. Секој народ има свој обичај, традиција, но и најважното, мајчин јазик. Мајчиниот јазик е оној јазик на кој говориме и пишуваме. Тој представува наш идентитет. Секој народ има право на свое писмо со кое може да ги опише убавините на својата околина и тајните на својата душа. Секој човек треба да се запознае со историјата на својот народ и неговото значење за да твори во него, бидејќи нема нешто поубаво од тоа да се пишува, твори и зборува на својот мајчин јазик. Дури и ако јазикот е целосно оформен и стандардизиран, тоа не значи дека треба да прекинеме да пишуваме и да твориме. Напротив, јазикот е непресушен извој, кој треба да се негува и развива. Сите мои пријатели играат торо, славејќи го денот. Сите роми мамо, сите роми тато. Ѓурѓовден, сите роми мамо. Сите роми тато колот јагниња, но јас, кутриот, јас стојам на страна. Ромски ден, наш ден, Ѓурѓовден. Джелем, лугоре дромеса, мала дилем бахтале ромеса, аро мале катар туменавен, ета серса бахтале дромеса, аро мален ачавале. Сасвима ниек бари фамилија мудаса лекали легија, авен менса сумјаке ромја, кај путардиле аромале дрома, а кавријама ушти рома кана, амен кутаса мисто кај кераса, аро мален ачавален. Путар девлала парне вудара, те шајди кав кај си ме мануша, палека джаф лунголе дромента, тајка пирав бахтале роменса, аро мален ачавален, опре рома си пахта кана, авен менса сумјаке ромја,
Окало митаја калеја кја е камле ксара кале дракја. Аро мален ачавал. Тргнав да патувам, сретнав среќни роми. О роми, од каде доаѓате со среќните шатори крај патот? О роми, о млади роми, еднаш и јас имав среќно семејство. Црната легија ги уби нив. Дојди со мене, Ромо, од каде и да си. За ромите сите патишта се отворени. Сега е времето, станете роми сега. Ке се издигнеме високо ако делуваме сега. О роми, о млади роми, отвори ги Боже белите порти, да ги видам моите луѓе. Вратете се да патуваме на патиштата и да пешачиме со среќните роми. О роми, о млади роми, горе, ромски народе. Сега е времето, дојдете со мене. Роми од целиот свет, темното лице и темните очи, ги сакам како црното грозие. О роми, о млади роми.